Почитувани сограѓани, почитувани медиуми. Човекот кој најмногу ветуваше за спортот во Прилеп, а сега градоначалник, Илија Јовановски, и човекот кој најмногу критикуваше спортот во минатото, а сега председател на Совет, Миле Талевски, се тандемот кој што владее во Прилеп во изминатите 2 години. Од нивното управување со една од најголемите општини во Република Македонија останаа само нереализирани ветувања. Денес сме тука пред поранешната Соколана, спортската сала Партизан, за која Јовановски во својата програма ветуваше целосно реновирање со цел напредување на спортот во Прилеп. Сепак, како и сите други ветувања, Јовановски сада сама лаже и за овој спортски објект. Сите се сеќаваме кога градоначалникот во предизборието се фотографираше и држеше реферати токму тука, а до него беа наредени спортисти и спортски работници кои требаше да бидат тимот за ветениот препород на спортот во Прилеп. Очигледно дека развојот на спортот бил само изговор. А единствено важни биле вработувањата, високите хонорари, донации и другите приходи кои како бенефици ги уживаат од власт. Токму пред овој објект, Јовановски бесрамно лажеше дека ќе го врати епитетот најспортски град за Прилеп. Ветуваше, односно лажеше, дека ќе го обнови пленарскиот дом Дервен, дека ќе изграделе спортско-рекреативен центар на Вештачкото езеро, ќе изграделе спортска сала во основното училиште Кире Гавриловски и ја кажа најголемата лага за изградба на затворен базен во здравствено спортско-рекреативниот центар во спортската сала Македонија. Токму од тука Јовановски излага дека ќе воведеле поголем буџет од општината за спортот, како и стимулации за фирмите кои инвестираат во спортските клубови. Вети, односно излага, дека ќе ја вратат во употреба универзалната сала, дека ќе ги покриваат трошоците на клубовите за употреба на спортски објекти, стипендии за успешните спортисти и еден куп други празни зборови од кои денеска има само едно големо ништо. За жал, денеска спортот во Прилеп тоне, а спортските великани ФК Победа и РК Прилеп се второлигаши. Почитувани сограѓани, овие луѓе се прочитани. Сега одново ќе ви ветуваат и ќе ви убедуваат, но освен лаги нема што да понудат. Времето на лажни политичари, манипулатори и луѓе кои само за кариера се дојдени е завршено. Доаѓа обнова на Македонија и ставање крај на овој башибузук власт на СДСМ. Ви благодарам.